Добар ден, повторно сме назад во Еден ТВ, во отвореното студио на единствената најбрзо растешка телевизија во Македонија, која што има лайв програма директно отворено студио секој работен ден од 14 часот до 23 навечер. Наредните 40 минути ги резервиравме за разговор за тема која што практично ги преплавува медиумите во последниве недели, месеци, би можело да се каже, а во последно време практично конкурентна оваа голема дебата околу референдумот. Се разбира, се работи за серијата судења кои што се во тек, а по предметите на специјалното јавно обвинителство и на јавното обвинителство генерално. Затоа денес ќе поразговараме со судскиот известувач, репортер на Еден ТВ, Игор Стефановски, кој што секој ден е во судот. Игор, каква беше денеска атмосферата? Колку судења беа во тек? Што се случуваше таму? Благодарам, Ордановски. Денеска имаше 4 судења. Генерално беа сите од страната поднесени обвинени од страната на специјалното јавно обвинителство, стануваше за предмети кои што се веќе познати во јавноста, конкретно за ТНТ, уривањето на Космос, имаше предмети за развојната постапка против Гордана Јанкуловска, поранешната министерка. Она што веќе донесени пресуди. Така, веќе на апелација се очекува второстепената пресуда за двајцата обвинети, поранешниот премиер Никола Груевски и за поранешниот помошник министер во МВР Гјоко Поповски. А тоа што сакав да го кажем за денешните судења, имаше покретената Тревник. Тревник е судењето на семејството Латас. Павловик Латас, за Драган Павловик Латас и неговите двајца браќа, за изградени објекти во општината Зелениково, кои според СЈО нормално во нивното обвинение се вели дека тие се изградени без дозвола за градба, а додека пак ставовите на одбраната на Павловик е дека сепак има одобрение за изградба, но и пак сепак ставовите на СЈО се нели дека изградени се објектите во 2011 година, а пак дозволата е добиена во 2013. Да, што се предвидува наредниве денови? Бидејќи минатата недела беше прилично густа со рочиште и така, наредниве денови не очекуваат ли исто така густи денови? Густо ќе биде, предпоставувам, најмногу во четврток, бидејќи продолжува судскиот предмет од редовното обвинителство. Ние милуваме така да кажеме новинарите во последен период, бидејќи имаме и СЈО. Станува збор за предмет од обвинителството за организиран криминал и корупција, познат во јавноста 27 април за собраниските инциденти. Продолжува со доказната постапка и понатаму ќе се сослушуваат сведоци. Интересно е што во овој предмет судот постојано овој процес постојано се случува да го преди работното време на судот, кое што завршува во 15 часот и 30 минути. Значи судиите прековремено наплаќаат или? Па секој се добива своја дневница, апропо тоа. Каква е атмосферата во судот? Веќе јавноста како да се навикна на овој тип на густеден распоред и на густа агенда. Се забележува ли нервоза кај обвинети, кај обвинители, кај адвокати и така натаму, или веќе сме влезени во една судска процедура која што можеби помирно се одвива? Се забележува нервоза, постојано има приговори од страна на адвокатите, одговор на приговор од страна на специјалното јавно обвинителство, секако и на редовното обвинителство. Најмногу интересно тоа што адвокатите поднесуваат барање за иземање на судечки совет, оценување на веродостојноста на преслушуваните телефонски разговори, што јавноста се познати како бомбите. Исто така во последно време се бараше и иземање на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Меѓутоа тензијата во судот, она што можам јас да го кажам, како што го забележувам како новинар во судот, повеќе има приговори отколку што главна расправа. Има ли многу новинари кои се уште следат или од време на време се редуцира интересот на следење на процесите, но сепак можам да кажам дека за 27 април не се намалува бројот на новинарите, претежно станува збор за предмети на специјалното јавно обвинителство кои што се дојдени во фаза нормално на доказна постапка, меѓутоа да се дојде до моментот кога треба да се презентираат материјалните докази. Игор, како е да се биде судски известувач? Знаеш како е, во нашата професија треба да ти се погоди и времето да направиш добра кариера. За сегашни судски известувачи предпоставувам дека е дојдено на навистина време за правење добра кариера, бидејќи се тоа важни
па и политички, не само правосудни настани. Како ти се чини тебе како сепак помлад колега, секој ден одење таму и сепак си во центарот на вниманието и со своите извештаи и со дејноста која покриваш? Така, добро, пред се е важно да се сака било кој ресор кој што го работи новинарот, а пред тоа е важно новинарот да се ја сака својата професија која што ја работи за адекватно да ја извести јавноста за процесите. Интересно е, можам да кажам дека се интересни сите процеси за следење, бидејќи сепак станува збор конкретно за специјалното јавно обвинителство, за докази од кои што произлегуваат најчесто од прислушуваните телефонски разговори. Таму сепак се реди една цела колона на релативни, да кажем, селебритис и познати личности во македонскава сцена и така. Има ли комуникација со нив? Да. Застануваат ли, комуницираат ли, разговараат ли со новинарите, бидејќи тој, да кажем, предходната власт не беше премногу расположена со оние кои ги сметаше за опоненти на нивната политика да разговара со нив. Денеска како е? Поинаква е сликата. Добро. Разговараат најчесто сега веќе обвинетите, а поранешни сепак владини функционери. Дел од нив милуваат да одвојат од своето време и да поразговараат со претежно со сите новинари, но за претежно сепак сето тоа си има свој интерес, бидејќи во текот на постапката поднеле одреден приговор и очекуваат повеќе да биде медиумски експлоаниран тој приговор, например. Добро. Меѓутоа, генерална оценката е позитивна од тој агол, меѓутоа, сепак тие не даваат често изјави. Шпекулациите, озборувањата функционираат низ ходниците, јас знам дека околу судот има барем 3-4 кафеани кои што направија голем бизнис овие судења, предпоставувам. Се дружите со колегите, се проверувате, се, како да кажем, ги чекирате фактите, настаните, проценките и така? Така, разработен е тој дел во бизнисот со рестораните, кафулињата, особено што во последните рочишта, конкретно веќе земам за збор за Гордана Јанкуловска, поранешната министерка за внатрешни работи, бидејќи нели таа стана мајка изминатите месеци и судиката добрила Кацарска нормално според законот за кривична постапка, според законот за работни односи, мора да даде пауза од час и половина до 2 часа за да може Јанкуловска да го искористи мајчинското право. И тука ние новинарите тој простор го искористување за седенки, да кажам. Тоа на англиски се вика you're working your sources. Практично ги работите своите извори на информации. Така, ги проверуваме фактите. Игоре, благодарам многу. Ние, почитувани гледачи, ќе продолжиме со анализа на овие фактички работи за кои што разговаравме со Игор, но прво една кратка пауза за реклами, а потоа ќе се вклучиме со моите двајца гости, парати да ги најавам пред да почнат рекламите. Еминентни познавачи на правната практика, теорија, содржина, историја, а веројатно и иднина во Македонија. Колегата Александар Тортевски, адвокат, долгогодишен, познат на нашата јавност, и еден од најдобрите познавачи на македонското судство, правосудство, колегата Саша Димевски. Се гледаме веднаш после рекламите, останете со нас, се надевам дека ќе имаме една интересна анализа. На 2 август 1944 година Македонија зачекори кон својата слобода. Делегатите на АСНОМ ги поставија темелите на нашата државност како слободна и рамноправна република во Југословенската федерација. На 8 септември 1991 година Македонија зачекори кон својата независност. Граѓаните на референдум јасно и убедливо се определија за самостојна, суверена и независна Македонија. Време е за нова, голема историска одлука. Време е за нов голем чекор напред. На 30 септември Македонија ќе зачекори кон својата иднина. Граѓаните ќе изберат стабилност, просперитет и развој. Ќе го трасираат патот на нашата татковина, како рамноправен член на Европската Унија и на НАТО. Сега е тој миг. Сега е шанса да обезбедиме подобар и подостоинствен живот за денешните и за идните генерации. На 30 септември да излеземе и да ја избереме Европа. Да излеземе за сигурна иднина за нашите деца.
30 септември е историски момент за Македонија. Излези за Европска Македонија. Влегуваме во НАТО. Почнуваме преговори со ЕУ. Излези за Европска Македонија. ЕУ ја помага Македонија со 260.000 евра дневно. Излези за Европска Македонија. Македонскиот јазик ќе биде официјален во семејство од 500 милиони жители. Излези за Европска Македонија. Јас докторирав на преговорите за членство во Европската Унија и сакам да го уверам дека тоа е најдобриот пат по кој што Република Македонија може да оди. Но во овој момент, или во 21. век, не постои подобра алтернатива за развој на општеството од идејата за Европската Унија. Не постои подобар гарант за економски просперитет, за развој, за безбедност, за образование, за култура, за спорт, за традиција и така натаму од вредностите кои што се споделуваат во Европската Унија. Сега сите заеднички треба да го дадеме гласот за нашата иднина и за нас, за Република Македонија. Излези за Европска Македонија. Одиме напред, кон подобра иднина, преку членство во НАТО и ЕУ. Излези за Европска Македонија. Членство во ЕУ за бесплатни студии за македонските студенти во Европа. Излези за Европска Македонија. Членство во ЕУ за бесплатни здравствени услуги низ цела Европа. Излези за Европска Македонија. На 2 август 1944 година Македонија зачекори кон својата слобода. Делегатите на АСНОМ ги поставија темелите на нашата државност како слободна и рамноправна република во Југословенската Федерација. На 8 септември 1991 година Македонија зачекори кон својата независност. Граѓаните на референдум јасно и убедливо се определија за самостојна, суверена и независна Македонија. Време е за нова, голема историска одлука. Време е за нов голем чекор напред. На 30 септември Македонија ќе зачекори кон својата иднина. Граѓаните ќе изберат стабилност, просперитет и развој. Ќе го трасираат патот на нашата татковина, како рамноправен член на Европската Унија и на НАТО. Сега е тој миг. Сега е шанса да обезбедиме подобар и подостоинствен живот за денешните и за идните генерации. На 30 септември да излеземе и да ја избереме Европа. Да излеземе за сигурна иднина за нашите деца. 30 септември е историски момент за Македонија. Излези за Европска Македонија. Добар ден повторно во отвореното студио на 1 ТВ. Како што најавивме во претходниот разговор, го продолжуваме разговорот за случувањата на македонската правосудна сцена со оваа цела, како да кажеме, назгусната агенда во која што Кривичниот суд работи по повеќе процеси и случаи дневно и во која што како на индустријска лента се случуваат настаните околу обвиненијата на СИО, но и обвиненијата околу 27 април. За сето тоа мислевме дека е згодно денеска да поразговараме со двајца еминентни познавачи на проблематиката, адвокатот Александар Тортевски и колегата Саше Димевски, кој што е еден од најдобрите познавачи на оваа материја. Јас би ве замолил да почнеме прво со она што веројатно може би привлече минатата недела најмногу внимание. Зошто се одложи одлуката на апелациониот суд во кој што Груевски очекуваше да биде
добие некаква пресуда или да биде потврдена или да биде оповргната на основниот суд. Тортески. Не, воопшто не се одложи. Процедурата оди сосема нормално и секогаш така оди. Значи, кога има седница на апелација, се одржува седницата, странките ги спротивставуваат своите аргументи, одбраната најчесто жалбата, мислам, се што кажала во жалбата и што има повеќе да каже, обвинителот свое мислење по повод жалбата и судот тука ја завршува јавната расправа по жалбата. Најчесто и јас верувам дека и во овој случај одлуката се носи истиот ден доколку нема спорни веќе околности. донесена. Да, веројатно дека е донесена. Ако, например, некои членови на Советот имаат потреба повеќе да се информираат во предметот, може да го земат предметот подробно да го прочитаат и повторно се состануваат во по еден или два дена и ја носат одлуката, така што јас верувам дека таа е донесена и сега треба да се напише во писмена форма. Судот не е објавува за пишување. За пишување. Значи, апелациониот суд одлуката не ја објавува кога ја носи на јавна седница. Овие шпекулации дека затоа стојат некакви политички интереси, притисоци така натаму, очигледно... Не, сега јас не можам да кажам. Меѓутоа, ова е вообичаена процедура како за секој друг обвинет. Единствено невообичаено беше што поранешниот премиер кажа однапред дека нема да оди, дека ја знае одлуката каква ќе биде, што мене ми предизвика еден рефлекс. Ви имате и на Твитер имавте една многу интересна реакција, да се бара јавна седница, а потоа да не се отиде на неа, и при тоа демонстративно со пресконференција да се направи преседан некако. Мене ми наметнува заклучок дека е пробано да се исконтактира и дека е добиен негативен одговор, што само по себе ова пробано да се исконтактира практично значи дека некакво пазарење веројатно е. Па некакво лобирање, меѓутоа негативен му е одговорот и затоа тој го доживува тоа како дека одлуката е веќе донесена и се обидува да се представи херој. Меѓутоа, такво лобирање сериозно, сега не можам да кажам, нагаѓам, меѓутоа сериозно лобирање пред носење на одлуката во апелација, тоа го доближува тоа действие на граница на кривично дело. Така што во смисла ако се докаже дека имало влијање, обиди за пазарење така? Да, секако, затоа што ако знаете, ако се сеќавате во предметот ликвидација, еден колега лежеше притвор, адвокатот Велес, само заради тоа што колегата обвинител го прашал дали има резон да се вклучува во тој предмет, дали има шанса да се пуштат обвинетите од притвор, откако било донесена одлуката и на снимката се слуша како овој му вика нема резон, Скопје не дава, не се вклучува и меѓутоа човекот беше обвинет, седеше едно за обид за влијање врз судот. Да. Саше, такво е толкувањето или има и некои други аспекти кои се можеби занимливи? Овде мора да се спомене дека крајниот рок според СЈО за застарување на предметот е 29 октомври. Добро, значи, тоа беше демантирано од адвокатите на... Тоа е теоријата на СЈО и веројатно така и ќе прифати судот. Целото брзање е поради рокот. Значи, доколку оваа пресуда не биде потврдена или преиначена, вратена на повторно до овој рок, по 1 октомври, односно по 30 октомври не може да се суди. Но дури ако биде вратена... Само ако и да е вратена, ќе застари. За застарувањето зборуваме, да. Значи, и да ако биде вратена, потоа ќе застари. Не важи дека е тоа почнат процес, што мора да се... Значи, кривичното гонење застарува на 30 октомври според СЈО во конкретниот предмет. Одбраната тврди дека е во февруар, кога е разговорот тоа на М, меѓутоа обвинителот вика има стек на действија, понатаму и така натаму. Значи, една од причините и за брзањето за овој предмет, бидејќи жалбата според наодите на Основниот суд е пратена некаде во почетокот на месец јули и судот закажува за месец и пол јавна седница токму поради овие рокови. Затоа пресудата, мојата прогноза е дека ако до петок не биде објавена одлуката, во текот на наредната недела ќе биде до овој петок. До овој или од понеделник ќе биде спуштена во Основниот суд за да се фатат тие рокови, бидејќи краток е. Се извинувам што те прекинувам. Значи, ако е одлуката донесена
вчера, завчера, воопшто не е битно кога ќе биде Не зборувам за испратен. технички. Тече кој рок Да. тече? Не, Тече рокот. значи рокот Ако биде потврдена, ако биде потврдена, е ако крај на била приказната. потврдена е крај на приказната и независно може судот и да ја влече и да ја не ја пишува веднаш и дури и по 20 октомври да ја испорача до странките, битен е денот кога ќе стои на одлуката дека е донесена и во книгата да е запишана дека е донесена пред 23 тоа е октомври. варијантата Да. ако е потврдена, но ако е да речеме вратена на повторно, тогаш веќе Тогаш секако ќе почнуваат застане. има други рокови. Што се зборува ни судските ходници, Саш? Во еден Бидејќи дел, тие да, знаат во да еден бидат- дел меѓу првиот и вториот ден имаше промена на советот. Тоа не е баш случајно за едниот судија да се разболи толку да не може да присуства од ден на ден. И тука во еден дел Иако ако не се беа- лажам, тие знаеа кога е закажана јавната рој со недели пред тоа. не е спорно одржувањето на седницата. Тоа што се поклопија термините на адвокатите со другите судења е друго прашање на страна. Меѓутоа овде се разболе член на судскиот совет од четвртокот до петокот. Искрено, јас се посомневав и јавно дека толку може да се разболи човек од ден на ден за да биде променет и тоа отвори неколку прашања дали навистина имало некакво влијание, дали некој ги повикувал како што тврди Груевски или не. Меѓутоа тоа е одлука на судот, тие 5 души треба да стојат зад незе. Но во овој период ќе биде интересно, значи од наредната недела, бидејќи покрај очекувањето на донесување на оваа присуда, во текеве на 12 сега е Титаник, еден од големите предмети каде што тие повторно се обвинети. Тука го имаме насилство, значи Груевски е во 5 предмети, не е само Што во велат еден. ходниците, што е она што се Јас шпекулира? јавно го зборував дека очекувам само намалување на казната, потврдување на пресудата со делумно преиначување во висината. Тортевски така ви се чини или Не знам, навистина надвор сум од Шпекулации. овие шпекулации, не би сакал да шпекулирам, брзо ќе биде одлуката, ќе се знаем, меѓутоа знаејќи како функционираат нашите судови, можам да се сложам со Саша, затоа што тие суди и навистина да има битни повреди заради кои што би се укинало, најчесто не ги укинуваат пресудите во ваков случај кога е евидентно дека практично ќе донесат со тоа ослободителна пресуда. Укинувањето на оваа пресуда значи носење на ослободителна практично затоа што веднаш ќе застари, нема процедурална можност првостепениот суд да донесе одлука веднаш па да апелација да потврди, тука веќе завршува приказната. Ова не води до следната тема за која дискутираме, бидејќи знам дека Саша има прилично еден јасен став околу тоа. Тоа е брзината со која се одвиваат судењата. Има две школи на мислења. Од една страна е јавноста која што вели ништо не се прави споро, нема пресуди, уште се надвор да се апсат, зависи од кој дел на јавноста сте. Другиот дел на јавноста вели гледате по 10 судења дневно не можат адвокатите да стигнат, уморници и така натаму. Кој е твојот впечаток се? Ние отидовме од крајност во крајност. Значи година и пол СЈО потроши во процесни решенија, судот не ги прифаќаше доказите, ги конвертираше бомбите да не се докази, на милион начини ги враќаа предметите. Дојдовме до една таква фаза, сите отидоа по жалба до Врховен, се сеќавате делот, обвинетите избегаа во тие меѓупростори. Значи се правеа низ манипулации. И сега кога веќе влегува во судска постапка, сега па и го имаме обратниот ефект. Насрочени многу рочишта, бидејќи врти сучи 10 луѓе се тие главните кои се обвинети во најмалку по 5 предмети. И објективно за некој, за некој од 5 дена во неделата има 3 судења најмалку, некогаш и 4. А мене ме плаши брзината со која се одвиваат овие предмети, бидејќи се прават процесни повреди, а тие процесни повреди утре во Страсбур ќе не чинат многу. Страсбур не го гледа материјалниот дел дали украл или не украл, него ќе ги гледа правото на фер судење, правото на одбрана и одредени други права кои ги со други зборови кога ќе стигне пресуда од Страсбур ќе кажете и ние ќе викаме еве го добил пресуда од Страсбур и никој нема да зборува за делото. Мене тоа ме плаши. Некои чекори овде отидоа пребрзо, се направени веќе неколку грешки кои во Страсбур можат сериозно да не чинат од пречекорување на работно време, од право на одбрана, од многу банални работи. Такви банални Банални буквално и кои не се својствени за судии кои се поприлично долго во судството. Сепак во тој оддел не се баш млади судиите, со исклучок на тројца кои се релативно и првпат се во одделот за организиран криминал, другите се поискусни судии. Направени се такви повреди, јас се плашам за тоа, дека, како беше, бркајќи мечката, да не го избркаме само зајакот и ништо тука да не направиме. Тортевски, правдата во Македонија преспора или пребрза? Во однос на ова што го разговараме. Знаете, тоа е истото правосудство кое што против кое што војуваме со години и истите
се законите по кои што се постапува, нема реформи, ништо не се случува во таа насока и веројатно, можам да кажем дека веројатно ќе бидат направени доста процедурални грешки во тоа, би рекол, брзање, меѓутоа, знаете, тоа е како една фирма која што сега одеднаш прима многу нарачки, не може да ги врати клиентите и треба се нафаќа да го испорача производот. Сега, значи, судот нема избор. Судот нема избор кого ќе суди. Тоа е одлука на јавното обвинителство. И, би рекол, и на обвинетите. Само, може би, Саша го знае еден пример. Имаше еден обвинет кој што имаше некои данашни затојувања околу 200 и кога го пуштија од притвор, во тој период, додека беше надвор некои 20 на дена, направи уште 300. Уште 300, значи направи, не треба името да го кажуваме, направи 500 предмети. И него кога ќе го донесеа од Идризово, го носеа буквално од една судница во друга. Значи не е судот тој што одлучил дека некој ќе биде 10 пати обвинет. И сега кога некој ќе се соочи со 10 или 20 кривични предмети против себе, тој автоматски некаква жртва на системот е, бидејќи системот има инструменти за репресија. И сега таа репресија го погаѓа него затоа што он ќе треба да има 7 судења неделно. Не е тоа избор на судот, тоа е негов избор кога се чини дека и делата се правени со исто такво темпо додека се правени, така што правеле по повеќе дела неделно. Тоа ми е зборот и сега тоа е, знаете, како не може судот да биде виновен затоа што е некој обвинен во 20 дена сега. Тој има еден антологиски случај во правната теорија кога некој младо момче си ги убило родителите и на крај барал судот да го земе како олеснителна околност тоа што е сирак. Да. И сега вие одеднаш имате луѓе што направиле, условно кажано, тоа ќе видиме, судот треба да го докажува, значи да се утврдува, значи што се обвинети за по 10 на 15, ќе видиме од другото јавно обвинителство се што ќе стигне и веројатно дека ќе има уште процеси и тогаш уште повеќе ќе се заострат овие односи. Што е можната стратегија на самата одбрана, да одолговлекува или да брза? Па по мене... Мислам сега, јас ве прашувам генерален став, бидејќи се работи за многу, но што би бил тој, како да кажем, таа стратегија би ме одговара повеќе да се влечат предметите, а да висат... Неколку предмети, да. Пример, насилството во центар застарува негде на почетокот на наредната година. Тоа е еден од предметите кои турниме да кинисам, тоа не е моја констатација, тоа и Кацарскава судница го искоментира како таму судијата Душан Јосифов не се снаоѓа во предметот. Се одлага, еден сведок ќе се слушаат, за разлика од темпото кое ваму се работи по 12 сати, таму ми се чини дека дел од судиите чекаат некој адвокат да побара нешто само за да се одложи. Има и такви. Денеска Тревник е одложен затоа што се променила судиката. Значи има многу... Сега тоа сето значи дека почнува од почеток. Да. Колку и да изгледа формално, сепак почнува со воведен збор на обвинител, со воведен збор на обвинет на адвокати, макар нека е едно рочиште, сепак е изгубено и се враќа на почеток. Иако доколку нема согласност, мора истите сведоци да се сослушуваат. Торцевски, стратегијава држи од тој вид на одолукување или ги советувате понекогаш само кај што ќе застарат. Инаку во интерес на обвинетиот да оди побрзо судењето. Сега, тоа е специфично сега, значи, мој впечаток е, јас не сакам да бранам, не сакам да сум во нивна кожа и така, меѓутоа, ми се чини дека одбраната таму е под силен притисок на обвинетите, дека они им диктираат како треба да се однесуваат и како треба да изгледа одбраната. Го има тој авторитет. Да, го имаат или тоа го бараат, или име тоа услов без кој што не се може. Меѓутоа, сега, не е моје да ги учам и да ценам, колегите сигурно си знаат. Случаите каде што е пред застара, секако, јас тука сум експерт за да застарам предмет. Тука и јас на судиите им велам, ако мене ми намести некој ситуација да шутирам пенал, ќе го шутирам, ќе го застарам предметот. Меѓутоа, ако немаш избор во предметот, тогаш е подобро да го пуштиш судот брзо да ги направи битните повреди, меѓутоа тука имате и психолошки момент. Сега имате една политичка гарнитура цела за која што сметаат дека нема да биде добро да се слушне дека се осудени, дека направиле криминал, мада некакви битни повреди процесни
на постапката ако се направат утре ќе им донесат бенефит. Меѓутоа тие не сакаат сега да се соочат со изрекување на една добро, Груевски на пресуди својата такви. пресконференција беше отворено околу тоа прашање. Велат сакаат да ме осудат пред референдумот, бидејќи тоа ќе има влијание врз референдумот. Од друга страна, секоја пообјективна анализа би покажала дека веројатно политичка криза во државата со оглед на состојбите во судството и така натаму би се рефлектирала во некаква попозитивна светлина за самите судења. Саше, функционираат ли Прашањето е уште комплексно. тефтерчињата на Гордана? Бидејќи треба да се истите суди, истите актери, истите... Па тоа говори за зачудува, судии кои да. што разлекуваат, говори за судии кои што не го прават тоа. Јавноста Само, бидејќи не гледа дека има ако- промени многу. Ако може да упадне. разбира, Професорката Каракамишева, мислам дека му направи многу лоша услуга на ВМРО. Ама и за на жал ОДМ беше во ТВ. право. Не, во ред, Да. меѓутоа има работи што се кажуваат, Да. што не се кажуваат. Да, апсолутно. А тоа е? Она излезе со еден твит или со изјава дека би требало Михајло Маневски да биде поканет во телевизиска емисија, може би и вие би требало да го поканите на некоја дебата, и со име и со презиме да ги наброи судиите што доаѓале во штабот на ВМРО, се колнеле на лојалност на партијата, За време на власта? Да, дека ќе им служат безпоговорно а сега дека му служат на хунтата, така вика она. Сега, еве, јас користам оваа можност да ја повикам професорката, нека ги кажат кои се. Би било тоа од општествена корист. Многу би било од општествена полза тоа, да видиме кои се тие судии кои што денес судат на ваков или онаков начин, а што биле во штабот на ВМРО и што се колнеле на верност и дека вечно ќе им служат. Тоа е, значи, Многу болно ќе биде за барем два предмети, од кои едниот е 27 април, другиот е Груевски, значи ако почнат со имиња, тешко нас. Како се одвија 27 април, Саше? Која е твојата проценка? Таму е исто преголема динамиката, со преку насручени 60 судења. Тешко тој предмет туку така брзо да го истера, со 32 обвинети, со преку 60 Добро, знам, адвокати. ама знаете како понекогаш не е само правдата да се дојде до правосудни фер одлуки. Правдата треба да се види дека се извршува, па од друга страна ако општеството чека со месеци, со години да се дојде до некакви, особено за така драстични случаи како што беше населието 27 април, јас мислам дека Торцевски коригираме ако грешам, но мислам дека правото има и таа општествена функција на крајот на краиштата, мора да се испорача некаква општествена фер, како тоа е да кажам, генералната превенција. Така е, Значи, треба генерална превенција да генералната има. обврската на судството е, впрочем, Да речеме да се спроведува суди тоа во и Британија генерална- или во Германија, Не, биодо јас- побрзо или поспоро? Во Америка има две судења. Еве, на една моја посета во Америка ми даваат присуда која личи на кај нас прекршок повеќе образложение има и викам кај ви образложението. тоа се Да, ми вика зошто? Признал, утврдиле, кај нас вика на едно судење решаваме. Две, тоа треба да биде сојузен случај. Три, федерален случај. Федералните случаи се таму интересни, да. Три Брзината судења е- имаат федерален, меѓутоа подготовките кај нив се. Го прашува колку време ти треба за одбрана. Една година ти ќе седиш во притвор без право на никаква жалба и ќе чекаш да таа година дена да ти дојде судењето. Ти сам го одбираш времето. Што кај нас е комплетно друг систем. Треба како општество да покажеме дека сме решени да истераме правдата. Тоа е, значи, да дадеме сигнал на сите дека нема веќе да има неказнивост. Рудолф Джулијани, кога беше јавен обвинител, малкумина знаат тоа, во еден процес осуди 1118 месечини мафијаши во Њу Јорк, кога успеа да докаже постоењето на комисијата. Така и стана градоначалник на Њу Јорк, Подосна стана знаеме тоа. градоначалник. Меѓутоа, Италија кога одлучи да се справува со мафијата, ако се сеќавате, се направи специјална судница. Па се направи со кафези. Така. Ако се сеќавате многу добро, значи буквално беа обвинете. Сега не сакам тоа да го кажам дека кај нас треба со Да, но со има и кафези. една порака до општеството. Да, Италија сакаше да покаже дека сите што влегле во тие мафијашки организации кои ќе бидат фатени, кога ќе се соочат со правдата, нема да има нити милост, нити има да има неказнивост. И сега колку успеа навистина со тоа да го средат тој проблем, не сум сигурен, меѓутоа огромна порака пратија со изградба на таа судница, со тој кафес, каде што ги сместија сите И поголеми... символички тоа Да. е една порака. Сега,
мега предметите, значи јас во речиси сите допред почетокот на овие процеси сум учествувал во сите мега предмети, тие се навистина многу тешки за судење, заради тоа што ако имате 70 обвинети, по 20 адвокати или по еден, тоа е веќе 150 луѓе во судница. Нормално е дека во текот на еден месец, ако оди судење еднаш месечно, како што е вообичаена динамика за други предмети, ако нема притвор, еден ќе се разболи. Така е. И тогаш се одлага, па треба сега двајца кога ќе се разболат, подоцна треба да почне Игор однова. Јук му вели на Заев, дајте ми шанса да ви докажем дека имам прецизна рака и интерпретирам сега и така натаму. Тоа не може да биде ново кривично дело. Обвинетот има право да се брани или може и да се заканува Па за не, време? значи законот има одредби каде што вели дека доколку изврши ново кривично дело во текот на постапката, обвинителот значи Може да веднаш прошири. треба, Да. не, Не, значи, веднаш веднаш прекинува треба, судење да, и треба да подат го на друго. прекине и да се започне со тоа. Меѓутоа, значи сега сменети се малку обврските на јавниот обвинител, така што тој има право на опортунитет, порано немаше право на опортунитет да одлучува дали му се исплати, дали општествена оправданост има да се води таа постапка. Тука очигледно обвинителката не одлучила дека треба да покрене постапка. Инаку законот вели дека треба да се прекине и да се поведе таква постапка. Саше, каков е ставот на колегите, на судскиве репортери и на таа јавност која ти сепак подобро знаеш околу СЈО? СЈО се уште ја ужива поддршката каква што ја имаше барем Па во не пошироката толку, јавност? затоа што СЈО во последниот период е многу инертно. Ги тераат само судењата кои ги тераат и ме чуди, ги ротираат обвинителите. На почетокот имаше пракса еден обвинител да го тера предметот. Сега гледам дека се ротираат и на минатото судење, на пример, Кем Јалков, гледам дека обвинителот не се снаоѓа низ предметот, бара материјали, чита тоа што чита. Бидејќи е нов. Бидејќи тие се таму, меѓутоа ротираат на предметите. Сега имате еден ден иде еден обвинител, наредниот ден иде, тоа се големи предмети. Докаде е Мијалков со враќање на пасошот? Тоа е една процедура која, бете, пак и тука се плетат разни приказни, да видиме дали Затоа прашувам, да, бидејќи дали знам дека се плетат ќе биде вратен и со која гаранција ќе биде вратен, бидејќи во оваа фаза нели потребна е гаранција. Ќе чекаме да видиме каков е исходот на судот. Меѓутоа во неколку постапки таму се развлекуваат. Таргет тврдина година и пол не почнуваше. Чекавме одлука на грчки суд која апсолутно не е обврзувачка. Дури сега почна некако да се движи тој предмет со тоа темпо, иако тој требаше да биде прв. Ако нешто почна во оваа држава, почна со тоа прислушување. И сега апелација го укина дека не биле не, недостапни. тоа е во другиот во уништување на другиот, документацијата. Главното кој е поврзано со прислушувањето, кај што се Да, ма 20.000 луѓе, два да. предмети се различни. Едното е за вработените во УБК со Мијалков, а другото е ова главното. Тука тоа ќе биде голем процес, таму има 300 оштетени пријавени и 100 сведоци. Тоа е предмет кој исто така ќе биде 3 пати поголем по содржина и по се друго и од 27, иако не се толкав број на обвинети, меѓутоа треба да се слушаат 300 оштетени, 100 сведоци. А тој предмет воопшто не е почнат. Ние ако сакавме нешто да расчистиме, требаше да видиме кој прислушкувал, зошто. Ја апсолутно ја разбирам потребата да се заврши тенк. Меѓутоа таму чувме Груевски го нарачал. Но што се случи? Добро, Саше, знам, овој предмет многу ми стагнира. Предпоставам дека и обвинителството, како што и одбраната, има право на стратегија. И предпоставам дека со оглед на обемноста на материјата, таа стратегија понекогаш подразбира дека ќе се оди можеби на побрзи предмети кои што се полесни за да се дочека ова друго, затоа што се разбира дека тие не живеат на некоја трета планета, живеат во оваа средина каде што нивните процеси се исто така дел од некакви политички, општествени процеси и така натаму. Да, ма очекувањата на јавноста беа па многу поголеми во овој дел и затоа ние имаме сега реакција од една страна. Еве овие не ги затворивте за големите процеси, а ние прв предмет што почна беше насилството во центар. Неспорно дека секој предмет има своја тежина, меѓутоа таму казните ти се од 6 месеци до и се уште нема исход за условни. тоа. Дел имаше само условни кои признаа вина. Тие што признаа. Да, тие што признаа. Меѓутоа овој беше содржински, тој и Титаник се двата најголеми предмети што ги води специјалното јавно обвинителство и провизиите ако ги докаже нели како бројка на пари во тој предмет. Апсолутно си во право, Саше. Меѓутоа и ова што го зборува Сашо од друга страна, значи и СЈО беше под страшен притисок од јавноста дека треба да почне постапки во крајна линија и пресудите се носат во име на граѓаните. Огромен дел од граѓаните бара постапки.
За Тенк конкретно, јас лично мислам дека е многу погрешна квалификацијата, дека Груевски има многу полесна отколку што требаше. Меѓутоа, таму се отиде со побрза, значи, За да се ефектуира, за да брзо започне со скратена постапка, со кривично дело за кое што се води скратена постапка, каде што не треба истрага, и затоа се отиде со ова примање награда за кривично дело, а не се отиде со злоупотреба. Затоа што за злоупотреба ќе требаше да се води истрага и ќе беше многу подолго, меѓутоа одлучија дека опортуно е да поведат една поблаго кривично дело, да го обвинат за едно поблаго кривично дело, со цел за да правдата сепак почне да биде да се види, и дека стига до највисоките функционери. Што во крајна линија можеби да беше и оправдано, можеби не е најисправно, меѓутоа можеби беше оправдано од оној аспект што обвинителот денес има право на опортунитет многу. И овој дел е се уште околу СЕО кога сме превзедува многу предмети од основното обвинителство, почнувајќи од Надеж за Наташа Савова, вклучувајќи ги низа предмети за како Монструм, како другите предмети. Лошото е што таму отворија истраги, меѓутоа тие процеси не можат апсолутно ни до обвиненија да дојдат. Ако останеа во основното обвинителство, може би и ќе беа процесуирани. Сега, се додека не се спои ова обвинителство во некое друго, се додека не добие нов мандат за поднесување, тие предмети се мртви. Да, а и тука народот очекуваше... Но знаеш каков е притисокот на јавноста. Сите сакаат СЕО да го работи предметот. Да, меѓутоа СЕО го зеде и сега тоа е мртов предмет. Тоа не води до расправа за реформите. Каков ќе биде, тоа е каков ќе биде неговиот статус и дали овие предмети се ќе застарат во нивните фиоки или ќе продолжат. Не би се чини дека е на извесен начин, не би рекол политички штетност само, туку е и на извесен начин со поголема штетност евентуалната одлука да СЕО се спаја со обичното обвинителство. Кога веќе успеа да изградат една институција која се специализира за само 3 години за гонење на еден специфичен висок криминал, крупни суми и така натаму. Со други зборови, не го доведуваме ли тоа претопување во опасност да повторно таму настапи едно безличие, без разлика што дури може би да бидат и некаква канцеларија посебна на Тортевски? Ме разбираш што ми е тоа? Не, разбирам апсолутно, меѓутоа тешко е решението затоа што потребно е двотретинско мнозинство во парламентот за да се изведе сето тоа, за тоа веројатно ќе биде потребно време. Инаку, ако ги земете СЕО и обичното обвинителство, тоа се значи како еден автомобил Тесла и едно Југо. Да. Јас не сакам колегите да ги навредувам од обичното јавно обвинителство, меѓутоа материјални услови, екипираност. Значи јас сум бил во СЕО, значи таму во текот на ноќта се случувало нешто да се добие информација и да се прати истражител во 4 часот ноќта во некоја фирма. Во другото он праќа писмо до МВР, МВР го распоредува тоа писмо и му одговара после 3 месеци и може да му напише најдов само ова и ова и јавниот обвинител нема што да прави. А овдека точно знаеме каде го праќаме, што треба да земе, истражителот се враќа во текот на ноќта. Поинтата ми во тоа што мислам дека таму има уште многу работа да се одработи и дека на крајот ќе се претопиме во овакви едни општи дискусии каде што се разбира дека правдата е деликатна, нејзиното спроведување мора да биде фер и сето тоа, но од друга страна општеството има потреба од некаква видлива, справедлива правда. Да, но мора да го решат статусот на СЕО од барем неколку причини. Прво, сега СЕО се уште функционира како див елемент во системот, еве една од забелешките на одбраната и тука се во право. Самиот обвинител го застапува предметот од основен до врховен суд, самото СЕО, што ако го гледате ЗКП-то не го препознава и сега имате еден таков елемент. Значи мора да му се најде правецот каде ќе биде. Втората работа, Уставен суд се уште тактизира, 3 години ќе направи за неколку дена иницијативата за уставноста на СЕО. Таа се чува во фиока и таа виси секој ден. Значи може утре Уставен суд да ја извади од фиока и да рече тоа е неуставно. И се ова што до сега било, не дај Боже да добиеме таква одлука, се е можно,
познавајќи ги Така е, македонските така е, услови, да. можат сите овие предмети, не ни треба веќе да го спомнуваат Ѓорѓе Иванов и аболициите. Значи може сега, во овој момент, да излази да рече дека е неуставно и се да падне во вода. Македонија, ако веќе стреми кон ЕУ и НАТО и сериозно правна држава со своји темели, не може да го остави така СЈО. Законот за заштита на сведоци го донесе дури сега. Че мора, а нема никаква иницијатива за нешто сега да се помести. Тортерски разочарани ли сме од правните реформи во правосудството од овој состав на влада? Нема реформи, апсолутно нема енергија. Се смени и Апсолутно. министерот и се уште истата состав. Не може, па добро, еден друг министер, значи за една година веќе имаме два министри, мора институциите прво да имаат меморија, треба да имаат континуитет, треба да знаат која е целта и независно од персоналниот состав на министерството, таа цел треба да се гони и треба да биде тоа дадено на вистински тогаш треба да стручњаци. се повика Заев да ја плати политичката цена за тоа, бидејќи нема друга адреса каде што тоа треба да се веројатно испорачи. дека плаќа, дека и таа фактура, значи животот секогаш ќе испорачува фактура. Бидејќи ние за можеме она да што бидеме си направил. импресионирани од евроатлантските интеграции на начинот кој што до сега се терат. Но знаете како е, џабе ми е мене да живеам во држава која е членка на НАТО ако не функционира правосудниот систем. Еве кога сме околу премиерот, апелациониот суд во овој период кој престои, месец, два, три, зависи како ќе смогне сили, треба да одлучи по жалбата на јавното обвинителство за подкуп. Значи, обвинителството за организиран криминал бара се уште затворска казна за него. Тој предмет е по жалба од 27 јули отиден во апелација. Така што и сега ќе го ставиме на тест да видиме, нели, премиерот рече реформирано, отворено како пупка. Ја очекувам преку таа одлука да видим исто колку е отворено, бидејќи и тоа е сериозен предмет. Сепак Добро, имаме да. премиер кој формално е обвинет и чиј предмет е по жалба. На ослободителна пресуда не може, многу тешко може да се приначи во затвор, може да се врати Може назад. да се врати, целиот сите опции предмет се и- отворени. Да. Јас, како и секојаш, уживам кога имам двајца такви гости како вас. Би можел да вака да застане да ве слуша, бидејќи мислам дека одлично ја покривате проблематиката, но не гази времето како Следниот пат кога ќе имате емисија од 3 часа, тогаш викајте не. Ама да му порачам на Вака, колегава на само- време да се откаже, бидејќи горе 2-3 Којата, години така. во ова јас 23 боли глава. Од се. Јас мене ми останува на крајот од овој разговор да ја најавам мојата колешка Елена Џугуманова, која што ќе ги води следните вести, а ние се гледаме повторно после тие вести и после еден блок од забавна програма, ќе се вратиме повторно во отвореното студио. Елена, повели. Ти благодарам Сашо за најавата и благодарам и јас на